Денес е меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Мајчиниот јазик е оној кој го изговараме нашите први зборови. Јазик кој прв пат го слушаме веднаш по нашето раѓање. Јазикот е обележје на еден народ. Негова главна карактеристика по која се разликува од другите народи. Кој е вашиот мајчин јазик и дали вие го сакате и негувате? Се случува во Република Македонија, каде што живеат луѓе од различни националности, религии и култури. За жал тие не се познаваат, припаѓаат на различни светови, зборуваат различни јазици и се жртви на лошата политика. Всушност тоа се млади луѓе на кои ми е потребно меѓусебно дружење и соработка. Тоа се обични луѓе, со обични потреби, секојдневни обврски и одговорности. На сите нив им се важни основните вредности во животот и се обидуваат да ги задржат, негуваат и да уживаат во нив. Оваа земја во која живееме е нашиот дом, кој го делиме со многу други народи, припадници на многу етникуми и сите имаат право на место под ова сонце. Секој има право да зборува, мисли и твори на својот мајчин јазик. Јас сум Хулија, по националност сум ромка и горда сум на тоа. Припадник сум на еден слободен народ со своја историја и култура. Не има низ цел свет, расеани сме како ситна прашина. Дел сме од секоја заедница и сме лојални граѓани на земјата во која што живееме. Ромите се најмиролюбивиот народ во светот и никогаш против никого не кренале пушка, односно никогаш не војувале. Но се бореле во сите војни против непријателот од било која земја да доаѓаат. Како една од најважните работи за нас ромите е ромското знаме и официјалната химна. Ромското знаме во долниот дел има зелена боја која ја символизира земјата, а горниот дел е обоен со сина боја која го символизира небото. Црвеното тркало, кое се наоѓа во средината на знамето, ги представува патувањата и миграциите на ромите. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна Джелем Джелем, што значи Одев Одев. Имаме официјален ромски јазик, како и официјално прифаќање на називот Ром, што на ромски значи човек. На 4-тиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година ќе се одбележува во целиот свет. 8 април е неработен ден за припадниците на ромската етничка заедница. Сигурно на ова се израдувале стотина роми, бидејќи нема да одат на работа. Но на илјадници роми секој ден им е неработен и живеат во лоши услови. Стотина роми не може да го искористат правото да бидат ослободени од работа на 8 април, затоа што не ни можат да работат, бидејќи немаат лична идентификација. Стотина деца не посетуваат настава и се на улица каде што едва и преживуваат. Значи на ромите не им е потребен ден, им треба почитување 365 денови во годината. Мојот народ е многу намачен, понижуван и негиран, но јас велам доста е. Јас сум личност која живе во слободна и демократска земја и има можност да се образувам и да ги остварам моите амбиции. Ќе учам напорно и ќе станам достојна керка на својот народ. Джелем джелем, лунгонед роменса, маладилем бахтале роменса, аромале катартумена вен, е царенса бахтале дроменса, аромале ачавале. Сазвиман јекбари фамилија, мударјас лаекали легија, авен манса салумњаке рома, кај путардиле е романед рома, аке вриама ушти рома кана, амен кутаса мисто кај кереса. Јас сум Марија. Тука сум да ви кажам за нешто што го чувствувам во себе и одамна сакам да го кажам некому. Не очекувам дека ќе бидам потполно сватена и разбрана, но сеедно, јас ќе си го кажам моето. Татко ми е србин, мајка ми е србинка. Горда сум што сум србинка. Овие неколку зборови се мелем за ранетото српско срце. Имат неверојатна моќ да влеат сила, храброст и вера, да разбудат слога и љубов спрема својот народ. Секако дека имам причина да бидам горда на мојата нација. Таа има богата историја и величанствени победи, огромно културно богатство. Сме имале и имаме големи луѓе, научници, спортисти и хуманисти. Јас живеам на земја македонска, зборувам на јазик македонски.
Се школувам на македонско училиште и многу сум задоволна со тоа. Да, се е точно. Без никакво сомнение, јас сум државјанка на Македонија и горда сум на тоа. Навистина имам патриотски побуди кои го тврдам ова. Но, па што? Што ако сум јас србинка, македонка или пак можеби јапонка? Што менува тоа? Дали планетата Земја побрзо ќе се врти или пак ќе се наруши планетарниот систем? Сигурна сум дека ни едното ни другото нема да се случат. Размислувам за мојата маленкост и за големината на природата. Која сум, каде сум и што сум? Ова мала земја во која живеам е само една точка од планетата Земја и само еден атом од огромната и бесконечна Вселена. Затоа, да ја прифатиме вистината и да бидеме заедно во заедничката цел, да го зачуваме нашето мало место за живење. Да знам да летим, птица бих била, ово што грлиш, била бих крила. Ал јас сум жена, не си високо, плашим се кад летим високо. Те твоје речи чаровно звуче, да сам их чула колико јуче. Можда би нешто било со нама, ал ове ночи спавачу сама. Свуто око тебе, млади и лепе, за своје срце они не стрепе. Иди па лажи, говори нима, ал немој жени што просто се има. Те твоје речи чаровно звуче, да сам их чула колико јуче. Можда бих нешто било со нама, ал ове ночи спавачу сама. Јас сум Шевкет, роден сум и живеам тука, во Македонија. И моите предци се родили и живееле тука. Потомок сум на моćна империја која владеела со половина свет. Горд сум на моето потекло, на моето културно наследство, на мојот јазик и имам религиозни чувства кои сум ги наследил и примил од мојот народ. Да, јас сум турчин и се гордеам со тоа. Припаѓам некаде и некому. Имам име и потекло. Зад мене стои славна историја. Сепак, јас сум само еден обичен човек, со обични човечки желби и потреби, со секојдневни обврски и одговорности. Го живеам својот живот на ова мала парче земја, наречено Македонија, и се надевам дека ќе го остварам мојот сон. Мојот сон е да станам еден ден достоен и вреден дел од оваа заедница на различни народи и култури и да си обезбедам мирно место за остварување на мојата визија. Söylemem gereken her şeyi söyledim. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Ben yolcu olarak doğmuşum, peşimden gelme. Sanki bugün karşılaşmadık, sanki bugün ne sen ne ben yaşadık. Sanki hiçbir şeydik, bu karavladık, peşimden gelme. Да, јас сум албанка. Ја продолжувам генезата традиција на мојот народ преку своето постоење. За себе имам многу предци и мачна историја, а пред себе светла иднина која стои пред мене со отворени можности. Живеам во отворено и мултиетничко општество, со голема слобода за изразување и за непречено остварување на своите соништа. Како живеат албанците во Република Македонија? Ако човек ги спореди овие факти, цивилизацијски, културни, историски, етногенетски, географски и економски, со соодветните факти за македонците, не може да не ги увиди нивните меѓусебни допирни точки. И македонците и албанците се балканци. Македонците и албанците го делат 500 годишното робство од Отоманската империја. И македонците, како и албанците, имаат меѓусебни расправи, кои се резултат од нивната немилосредна историска судбина. И македонците, како и албанците, биле покорувани, окупирани и експлоатирани од страна на истите окупатори. И македонците, сосема како и албанците, се распнати меѓу своите религиозни предрасуди и европската цивилизација. Конфликт помеѓу православието и католицизмот. Како што гледаме, не само што имаме доволно допирни точки, туку и нашите внатрешни драми се доста слични. Ние сме дел од ова општество. Секојдневно се соочуваме со сите проблеми во нашето општество. Сме се родиле овде, во Македонија, и тука ќе живееме. Шоте мори шоте машала, кјохеме паре дуоте кем, не љутев пер туља тур. Шоте мори шоте, ме љуе пер ту, петегитке духете љуене љуерате да шмеш. Јас сум Ивана, јас сум македонка и горда сум што сум македонка. Еден грст народ, а сепак една огромна нација. Наследници на Филип, на Александар, на Гоце, на Даме. Наследници на гордите македонци, на една историја, на една цивилизација,
на една култура која од самото постоење е достојна за почит. И токму тоа не прави горди што сме македонци. Ние сме потомци на големи македонци, кои ја пренесуваат како аманет својата цивилизација, а од своите предци на своите идни поколенија. Да се биде македонец, значи да се биде горд на родната грудка со нејзините добри страни, но и со нејзините мани. На нашите раци ја носиме историјата на нашата цивилизација, заветот на сите оние горди македонци кои го дале својот живот за родната земја. Да се биде македонец, значи да се гордееме со знамето, со она сонце кое не грее од самиот постанок, кој е символ на тагата и радоста на секоја македонска генерација. Она исто сонце кој ни ја топли душата кога ќе помислиме на Македонија, затоа што во Македонија е најсветло. Јас знам што значи да се биде македонец, и јас знам чие потомство сме. Нашата вера е јака, миролюбива, ненаметната, а нашето срце чисто. Немаме потреба нито од потврдување, нито од докажување, нито од признавање. Ние знаеме кои сме. Нас историјата не признала. Нас Библијата не спомнала. Голема вредност е да бидеш македонец. По крв, по род, по јазик, писмо и свест. Ни го негираат постоењето, но ние многу добро знаеме дека сме постоеле, постоиме и ќе постоиме. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Немат звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо, ден ќе разени. Кога коси расплетиш како коприна, лична си и полична од самовила. Кога песна запее, слави надпее. Кога оро заигра, срце разигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од македонче? Нема и не ќе се роди поубаво девојче од македонче. Сите ние, без разлика на нашето потекло, сме граѓани на Македонија. Нашата заедничка и единствена земја. Затоа младите од различни етникуми и од различни делови на Македонија треба отворено и без никакви предрасуди да разговараат за разликите меѓу нив. И преку забава и дружење да се обидуваат да ги надминат предизвиците кои постојат меѓу нив. Тие треба да размислуваат и едногласно да се сложат дека треба да се почитуваат и да ги чувствуваат придобивките од можноста да живеат во земја која што е богата со различности и дека како таква треба да ја прифатат и заеднички да чекорат напред. Кога сите ние ќе научиме вистински, а не декларативно да ја сакаме својата земја и да се однесуваме со должна почит кон неа, тогаш ќе имаме држава според вредности и стандардите на Европската Унија. Јазикот е нашето најголемо духовно, културно наследство и ние мораме да го чуваме како нешто најсвето. Затоа нашите предци во мощни, тешки и неповолни историски околности се изборија за право на употреба на својот јазик, за докажување на неговата способност. Јазикот ни е завет од предците. Чувајте го како црнка во окото. Без јазик сте никој и ништо. Почитувани ученици, заедно го одбележавме Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Голема благодарност до вашите професори, до професорот Владко Тасев, кој што го напишал овој рецитал за негување на својот мајчин јазик. Сакам уште да ви кажам дека вашата соученичка Розе Милкова на овогодинешниот литературен конкурс Пехарот на Свети Трифун го освои првото место и би ја замолиле сега да ни ја прочита првонаградената песна. Мојата песна се вика "Овие стихови не се мои". Овие стихови не се мои, премногу се лесни, за да создадат толку тешки мисли. Премногу се близу, за некој што не се наоѓа никаде. Премногу се студени, за во мене да се разгори оган од емоции. Овие стихови не се мои, тие се извор на желбите на моето битие, да проговори, да се олесни, да го стимне товарот полн со лузни. Не, овие стихови не се мои, тие се крик на длабоко врежаните рани. Желбата да од солзите истече оваа тага. Мирисот на умор да го напушти моето тело. Ама нешто ги спречува, ги задржува. Оваа болка не попушта. Колку повеќе и се спротиставувам, толку е поголема. Ме обзема целата. Овие стихови не се мои, тие се целта на моите мисли. Толку силни, толку тивки, што ги истиснуваат убавите спомени. Мислите преовладуваат, движењата се смируваат. Мислите преовладуваат, движењата се смируваат. 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 Движењата
Погледот го менува правецот. Толку се тивки што иритира, боли, пече и кине. Нема ништо поубаво со убавото, романтичното, веселото, живото и неживото. Не, овие мисли не се мои. Затоа ги ослободувам низ овие стихови, претворени во мисли, допуштени да истечат измастилото врз листот.